Сега Владимир ќе те поканам, можеш да седнеш ти на првата столица. Важи. Ќе ја поканам исто така и Мими. О, прва вам. Првата од тука, најблиску до тебе, да. Може тука, во средина Мими. И ќе го поканам и Иван, сега да се одржи панелот, кој верувам дека сите го очекувате. Не може, фала. Само да ви известам, на крајот панелот ќе го соопштиме петото прашање, ќе имате можност сите да учествувате во тоа и да се борите за некој од 10 места кои носат награди. Се надам дека ќе уживате во панелот. Уште еден аплауз може, додека Мими ги најави официјално. Треба. Добре, мислам дека сега се слушаме. Искрено нема да ја дорекувам многу, а директно ќе преминам на прашањата. Баш сум возбудена, единственото девојче меѓу вајку двајца експерти би рекла освојдо на инвестициите вечева. Така да ќе поставам конкретни прашања кои што ќе важат и за двајцата. Првото прашање е, сакам да знам како изгледа вашето портфолио денес, кои сектори најмногу ви носат резултати и колкав просечен раст остварувате на годишно ниво. На Костино да му дал предност. Па ево видите. Нема што да ја резултатите ги покажа. Овој портфолио кој се кажа ми направили прошла година да би пратил книгу uz newsletter и сад ево 2500 ljudi jednostavno prati ovo. Šta se dešava, neko prati ono na sluhu sve, neko bira samo ono što njega ili nju zanima i ima gomila gledaca koji su ubili samo ove najjače stvari. Tako to je genijalno. Ali ove neki portfolio koji sam ja napravio da kažu da neki prosečnu osobu na Balkanu koja hoće da rizikuje jedan deo novca svog više kredita. Иван? Супер, знаат повеќето тука дидофи доста студенти од масот, аз прво кажете ми дали добро ме слушате, треба со микрофонот, багатко не си го пообјачам најдобро на мен. Знам дека моето инвестицијско портфолио највеќе се базира на технолошки компании, заради тоа што ја доваѓам од тај сектор и најдобро го разбирам и најдобро, како што кажа Владимир претходно, најдобро е да се концентрираме у сектор што ние го разбираме, а не едноставно само да шпекулираме и да улаваме некаде што не знаеме за што. И заради тоа моите акции се исклучиво у технолошки компании и портфолиото е јавно достапно, повеќе да го знаете и сите студенти што се. Секој трейд го нели става транспарентно. Моментални најголеми позиции ми се Tesla, Nvidia, Palantir, Google, SoFi, Robinhood и другите се веќе помали. Ама ви знаете сите јавно ви објават. Одлично. И како на самиот почеток што заборавив да напоменам, ова е Бобек Верила финансиски дуел, со што ова вечер нашите панелисти имаат поности сами ги себе да се поставуваат прашања. Така следното прашање ми е, кога разгледувате компании по кои ви инвестирани, тоа е вашата листа, користите фундаментална анализа, техничка или комбинација и од двете? Само дето прави. Океј. Ја одговарам на една прашање. Значи, како се одвива една моја анализа? Исто ќе каже повеќето од студентите на мастер клас ја знаат мојата психологија. Значи, најпрви ја се концентрирам и за некоја компанија обрнам се комплет. Значи, дали тоа е било Nvidia, дали Palantir или Tesla уште од 2017 година. Значи, ја ќе се концентрирам точно на некоја компанија. Ќе гледам сите подкасти што ги има, ќе читам занимливо менеджмент тим за сите топ луѓе што работат таму. Врз основа на тоа ќе почнам после да ја гледам фундаменталната анализа, да видам у каква кондиција се наоѓа таа компанија. После, врз основа на тие работи, употребувам и техничка анализа. Секогаш разгледувам и гледам дали некоја компанија е окей за купување, дали некоја е overvalued на техничка страна, пошто ќе го издискутираме и тоа. Владимир сега најави дека техничката анализа не ја
он користи и мисли дека тоа е превара. Вака само ќе ви кажам, за повеќето што не знаете што е техничка анализа, најлесен начин да ви објаснам, тоа ви е исто како временска прогноза. Може вие да верувате у временската прогноза, може и да не верувате. Значи, врз база на некои статистички податоци, кои се имат случајни у минатото, определува дали нешто и покава шансата да се случи у идним. И врз база на тоа, големите инвестицијски куќи користат анализи моментално сега и со AI, вклучително и JP Morgan, користе техничка анализа и користат AI модели кои се базирани на техничка анализа. Niko JP Morgan koristi tehničku analizu. Quant trading da, ali tehničku analizu... Почува дуел. Ајде вака, јас за тоа, заради ово, знаев дека ќе дојде и заради тоа Ненад, ако може само да покажат на екрано, имам од JP Morgan, студија е извадена, дека имат објавено на нивната веб страна, секој може да ја погледне и да погледнете дека користат техничка анализа. Може би само обед да правиме за тоа и додека збореме мислам. Добро, како ќе може, мислам, ние додека завршиме дискусијата, е добро само да се појави за да покажам на другите, а исто Томи што ви кажа на primeclass.mk крос како се викаше Be Next, таму ако го ставите вашиот мејл и ќе ви испратиме на мејл сите податоци што ги збореме тука плюс доста бесплатни работи, вклучувајќи ги го и ово што ви го кажувам сега моментално. Додека чекаме, ајде во ги време ја ни прашала уште едно кажање, кратко, само веру, дали кратко ќе ми одговорите, ако сега, што би во преборачаре на ние би плати инвеститоре прв пат, така да инвестира, што би го посоветувале вие дајце? Sada reka bi da... Да, по сега инвеститор, кога имам 20 години, што би посоветувале ме како мини? Sam AI. AI je najduže rastuća industrija u sledećih 10-12 godina. Sam rast industrije će ići od nekih 27-32%, zavisi od analize i tu ne moraš generalno. Druga industrija, po nekom nekako, je digitalna edukacija. Tako da, nama je osnovna stvar kad radim fundamentalnu analizu, znači da vidimo koje su industrije te koji će sledećih godina da proizvedu najveći novca. Je tu, mnogi pričaju od toga da postoji bubble, u nekim firmama postoji bubble, razlika između internet bubble-a, kome sam ja bio, ja sam natošao nekih 8 različitih kriza, pada akcija i raznih balona. Sve te internet firme koje su mi tada izbacivali nisu imali nikakav profit. Jednostavno bile su super ideje, izlazili su na berzu, imali su revenue 0, troškovi ogromni, pa jednog dana će nas misliti kako da smislimo revenue. Sa veštačkom inteligencijom se sve dešava daleko brže i ljudi mnogo brže dolaze do revenue. Konkretno, ovaj Arin šta radi, jako pametna firma, kopaju Bitcoin, a i oni odmah prodaju Bitcoin, oni kad iskopaju i onda ulažu u AI data centre. Kupuju navidijene čipove, prave data centre, a imaju briljantan plan zato što konkretno svoje sisteme za kopanje Bitcoina koji traže ogromnu količinu energije i data centre koji isto tako traže ogromnu količinu energije, oni stavljaju na onim momentima ko zna kako funkcioniše proizvodnje i distribucija struje, stavljaju tamo gde su ogromne rasteljine kod dalekovoda. Znači ti kada prodaješ struju na 200 milja, 200 km, imaš određeni gubitak. Oni stavljaju svoje data centre i u Australiji, Americi i tako dalje, u momentima gde su ti ogromni padovi. Imaju ogromne dugoročne ugovore sa proizvođačima struje da im odlupe tu struju i da onda transformiš ostatak i da pošalju tamo. Znači, jedan briljantan plan gde jeste Bitcoin osnova svega, ali gde oni niti špekulišu Bitcoina, niti trguju, niti ga zadržavaju, nego onda te pare pretvaraju u nešto što je sada ono što je hot, to su data centri za AI.
Понеси. Има? Па прво додека почнем исто со одговорување на прашањата, убаво го следив Владимир и може да кажам дека 90% од работите што ги кажа се пример сложува. И се на почетокот нели почнавме со некоја дискусија што е инвестиран. Па сакам да го прашам и Владимир дали он е инвеститор или шпекулант. Ко? Вие дали сте инвеститор или шпекулант? А ја ускоро веќе за тоа, да. И па Айрен, Пидерес, што има тука инвестиција? Pinterest чиста инвестиција. Айрен, Исто. Имају приход, имају профит. Сада вие викате дивиденда дека треба да дава некоја компанија, Не. да си имате цело време. Не. Ај кажете ја пат дефиницијата за инвестиција. инвестиција, вратимо се така. Лака предвиди приход, е тако, и редовно. Тоа е ајден сад. Пред 2 години не био. Пред 2 години био чиста спекулација, сад инвестиција. А ако дојде цената на биткоин на $30,000, Сада више неće biti problem, zato što su već napravili data centre i znaš kako ti je bio, Iron ti pre 2 godine bio set Bitcoin, je tako? Data centri ništa. Sad je to ovako. не знам ги добро Айрен, пошто на мастер клас И така. Филип Деминишковски тука нека подигне рака ако е уште тука. Имаше правено анализа за Айрен и точно ги знаеме колку биткоин држат и како ги продават и што ги прават. Така да не им е толку предвидлив целиот раст и Sada je ultra predvidivo. Ultra. ма зависи од цената на биткоин. Evo ja ću ti reći koliko je predvidivo. Sljedeće godine će imati 500 miliona prihoda od data centara. Evo, proverite. Možemo proveriti na kraju utječimo. Za 2026. je predviđeno 500 miliona ARR. Annual Recurring Revenue. I evo, veoma lako predvidivo. Zašto? Već su, pa evo, pre neki dan su zatvorili 272 miliona prodaje. GB, to je, data centri su nevjerovatna biznis zato što su visoko prinosni, a super predvidivi. Jer ti svim ovim firmama koji rade AI ustupaš u stvari taj compute centar i oni to rade. A tek ono što imaju u planu je fantastično. A ova cena je bazirana samo na tome da imaju taj revenue 500. A dolazi im sky's the limit. Zato su oni sad investicija, a pre 2 godine nisu bili. To je cela stvar. За мета ќе ве поправам, вие кажавте дека кога почнала да инвестира у AI, дека инвеститорите испаничиле, така To nisam spomnio, izvini. jel to moj srpski je Još jedni najluški, da. po when Meta fail, once they invest in AI or what you have said? Meta, the story about Meta when you went to 140, exactly. Не, вие може на српски. Разумем вас компletно. Da se vratim. Znači, cela poenta je Mark Zuckerberg, mislim, malo problem sa Metom ti je key man risk, to je ono što je on manje više, on odlučio sve, to na Google, odlučuje mnogo ljudi i zato je po meni onako bolja investicija, ali ne bitno. Znači, on je u jednom momentu odlučio da transformiše Facebook, da tako, da Facebook ne bude samo društvena mreža, da kreti, nego da krene ka toj nekoj AI platformi. To mogu biti pre nekoj godina, niko, većina investitora to nije, znači retail investitori nisu poverovali to. A ovo ne ide nigde, i tako dalje. I je pao. Не, ќе ве поправам, не е точно заради тоа што тогава они инвестираа у Metaverse, не у AI. Они сега 2023 инвестират веќе у AI. Тоа беше augmented reality, не AI. Не, да. Да ве поправам за тоа. Исто и за Google имаше некои работи, ама добро, ајде. Да. Дискусијата да не ја подеме у таа насока, за да ве Кажем да Браво. jeste. Ako te ve molam za moje govorno. Ali moja vizija na kraju ispala sasvim okej, mislim. U tome je plan. Не, мислам комплетно визијата не им успеа, Metaverse веќе не се користи. Да. Значи сега се у AI, Pa компletно различно. ali moment, pa evo, posle ću ti ja našu analizu. Да. И за Google исто, за Google вие тие работи што и кажавте, уствари луѓето беа испаничени инвеститорите дека Google веќе нема да се користи, туку Chat GPT и другите AI агенти ќе користат најголем дел од нивниот трафик. И заради тоа беше главниот пат, а не заради споровите што ги имат. Sporovi su dobar deo toga. Sporovi su dobar deo toga,
Što se tiče analitike AdSense je tako, svaka 3 mesece AdSense rastu, evo i sada. Da, rastат si cijelo vreme i cijelo vreme te Man celo vreme raste, tako da ta briga na to nikada nije bila briga, jer mi smo kretali iz meseca u mesec kakvim je performans, kakvim je performans dobar, da je AdSense krenuo da tako da pada rapidno, to bi bio problem. Ali nema efekta čar, Google ima sada mogućnost da leverage njihove jaje. Bar tako и Ајде сега може да уклучиме и публика домалце, не знам зашто не работи микрофонот. Може. Не ти уклучи микрофона, мисли. Има нешто. Кој сака да се уклучи за прашање прв? Ајде може и без микрофон. Малце да раздија. А што е прв за прашање? Ајде. Не се слуша? Може да видите што е со микрофонот? Ајде си. Че слушали се? Не. Ајде, ке се пробат на српско макаро. Значи, као две различни поените сам приметил, значи една е поента да инвестирамо пасивно преко индекс фондове да се би 500 и то може да уради 10 годишњак sa 0,30 и тато, али пак и неќе бити. Ке можеш ли само да повториш, извини, багу да слушна си, извини. Продолжиш. Од патено кој што го да слушаш. Така е, Значи, се издвојат две различни начини на инвестирање. Пасивно инвестирање, каде што има нема потреба од финансиска интелигенција, само дисциплина, како и педина карактеристика. Меѓутоа, таков тип на луѓе никош нема да држат предавање, нема потреба да држат. Тоа е совет од 5 минути. И друга група, каде што инвеститори високо компетентни, каде што може да просеат без база на квалитетни информации, дали некоја компанија е пред цената или под цена. Како што ви сметам дека се вијазаци. Ме интересира, дали ви сметате подобри, на кого би се обложеле? На тој што знае да процени, што бидејќи спомене подобар инвеститор е тој што знае да каже ова е преценето, ова е подценето, од тој што само става оде пари индекс фондови и не знае може ни што е S&P Quest. Pa vidi, pravo pasivno investiranje ti je S&P 500. Mislim, bilo koji fond na koji se u suštini odlučiš i staviš, kažem, sudbinu u njihove ruke, šta se desilo, znači imaš aktivno menadžovanje fondova, ili tako, to je ovo što se nudi po ovim bankama, to ne tako, znači imaš portfolio menadžera, on bira neke akcije, slično ovome ili neke druge hartije od vrednosti, ako su obveznici i tako dalje. I imaš neki performance. U momentu kad sam ja došao na Wall Street, ta neke istraživanja, konkretno sa Harvarda, su pokazivala, 86% portfolio menadžera je dobili S&P 500. To je meni prvo bilo onako čudno, a ja sam došao da radim u firmu gde mi baš radimo to. Znači, mi nudimo fondove ljudima, penzionim fondovima i tako dalje, nudimo ljudima fondove gde mi ne pobedimo S&P 500, tako, koji nam je benchmark. Danas je ta cifra bliže od 95%. Tako da neko razmišljanje je veoma jednostavno danas. I ako vidiš, imaš ceo koliko je stotina milijardi prešlo iz aktivnog menadžmenta da kažemo, indeks fondove, jednostavno krivulje izgleda ovako. Krivulje izgleda ovako i to je jednostavno, zašto je to tako? Vidi, ja sam radio u velikoj firmi gde ljudi imaju, različiti fondovi imaju različite mandate, različite klijente i ono što ti klijenti žele. U tome je neka poenta. Ali na kraju balarde, kao i u sportu, u investiranju, samo je semafor čitan. Jer ti kad uložiš 100 eura, tebe će samo ili 100 ili 1000 ili milion, tebe će na kraju ove godine i na kraju tvog radnog veka zanimati koliko novca ti imaš, je tako? I onda su se jednostavno indeks fondovi pokazali kao bolji pod aktivnim menadžovanih fondova statistički. Da bi, šta je, na primjer, mene uvijek je rikiralo u čepim organu, što imaš 500 akcija u indeks fondu, to je jasno kao znam, 500 najvećih po tržišta kapitalizaciji. A onda naše portfolije imaju po 150, po 170 pozicije. Statistički ti si se manje više razvodnio na njihov nivo. I onda, zašto ja volim koncentrisana portfolija koja su više od 20 do 25, da bih lakše nabrio tu alfu, da bi lakše
napravi više novca od S&P 500. U tome je poenta. Jer ti kada kupiš 180 firmi, izuzetno je teško da nađeš da na kraju ne postaneš taj prosek. I da kreneš u nekom momentu da zarađuješ 2-3% manje. Sada ne znam da li je to pitanje bilo oko toga kad je firma skupa, kada nije, tako. Da, ova cena. Cena bilo kakve firme je u glavi svakog analitičara. To je ono što mora da shvatiš. I to se uvek vraća, zato se uvek vraćam i na to, na tehničku analizu, zašto to mene nikad nije zanimalo. Ja imam cenu kojeg ja znam koliko meni Google sada vredi, meni, kao investitoru. I nama kao kada smo izanalizali i uradili analizu te firme. Ti ćeš naći osnovna stvar kod analize firmi je da ljudi uvede analizu i ovo što se na Wall Streetu traži neki target price, tako. Target price je uglavnom šta ti misliš gde će te akcije biti za godinu dana. I sad ti kupiš po 100 i ti imaš, znaš kakve su razlike i kod analitičara, pa to je... JP Morgan, пример за Тесла, дава 115 сега, цена она е 400 и нещо. Pa da. I toliko, vidi, 115, pa neko da 45, neko da 270. Na kraju balade, lepota posla je, sve se vidi na kraju. Znači, to je kao sport. Nema, na kraju je ili 5-0, ili je 1-1, ili 1-0. U tome je čita poenta. Kada kreneš, a to je poenta, ako kreneš u individualno analiziranje firmi, ti moraš, pored ovoga, možda ti, vidi, možeš ti da udaš ovo moje, čitaš sve što je to, tako. Ali ti bi trebalo onda da čitaš te izveštaje i ti bi trebalo da oformiš svoje mišljenje gde je vrednost tebi te firme. I onda ćeš ti u svakom momentu, ako je Google na 250, a ti kažeš, čekaj bre, Google vredi 200. Za mene to veoma jednostavno stvar, ja prodam porciju. Ako ja mislim da Google meni dalje vredi 320, da tako, a on je 250, super, idemo dalje. Zadržat ćemo te akcije dalje. Znači, to je analiziranje firmi je subjektivna stvar, to nije egzaktna nauka, to je daleko egzaktne nauke. Ima mnogo elemenata koji ulaze u to. Ima mnogo sentimenta, ima mnogo elemenata ekonomskih, statističkih, ali, kažem ti, jednostavno, šta ljudi ne mogu da skontaju, mislim, ko uđe u finansije, ti kad uradiš, ti ako diskantuješ keš i izračunaš sav keš koji će firma da zaradi, pa ga diskantuješ nasad da bi dobio koliko ta firma vredi. To je divan jedan teoretski sistem, predivan, divno je, mislim, to je predivno i to je fenomenalno da naučiš da radiš u svojoj firmi. Kada jasno znaš koliki će biti cash flow i koji su tvoji elementi, ali imaš da je pokriti risk free rate i onda njega promeniš za 0,5% i sve je radikalno drugačije. Tako da, jednostavno, analitika, poenta je, ti kada kupiš bilo koju akciju, tebe, malo te zanima šta je bilo pre toga, da ti znamo istoriju firme, ali tebe suštinski ne zanima šta se desilo. Tebe zanima samo budućnost te firme. I prokletstvo investiranja je što ti moraš da predvidiš budućnost. Znači, ti moraš da predvidiš rast prihoda, rast profita. Mislim, to su dva osnovna parametra. Znači, zarada firme je najveći deo onoga što gura, mislim, oni kada ispace, sada zarada firme nekada može bude negativna. To je čudno kod akcija, firma može da gubi, a je velika razlika da je izgubila, na primjer, 100 miliona razvijajući nešto ili 30 miliona. I znači ali kada dođeš na rang, to su već špekulativne firme, kada dođeš u rang, da firma ima prihode, da on ima profit, i onda možeš analitikom, uspešni analitičari su jako dobri u predviđanju taj tripod sledeće godine, za 2 godine, za 3. Posle 3 i 5 godina to je veoma, veoma teško predvidjeti. A onda i svog prihoda i određenih trendova u poslovanju ti znaš da je profit. Znači, s jedne strane, nevjerovatno lako, mislim, nevjerovatno lak koncept, tako, ti treba da proceniš da li će ovaj podcast sledeće godine da ima veću prodaju i veći profit ili ne. Ali onda kad uđeš u detalje vidiš da je to mnogo muke stvari. Доста добро кажа Владимир објасни повеќе детали. Ја повеќе сакам да го прашам, пошто цело време ја дискутира супериорната информација. Што е разлика во супериорна информација и инсайд трейдинг?
Која е разлика? Да. Која е дефиниција за супериорна информација? Evo reći ti, inside trading je vezano konkretno za, konkretno baš za equity tržišta. Inside informacija je vezana za to da u ovoj firmi, bilo kojoj firmi koju investiraš, da ljudi koji imaju tu informaciju moraju da sve informacije podele sa tržištem. Ne mogu da preferiraju nekoga da, kako se zove, da daju debitu informaciju. Ali, na primjer, ono što je super informacija za JP Morgan je šta će se desiti sa kobaltom u Nigeriji. I tu informaciju dobijemo od američke vojske. Zato što američka vojska planira da uvodi rezultata. To je super informacija, to je poenta. Super informacije su vezane za trade-ove. One skoro nikada nisu vezane. Mislim, super je da ti znaš sada, na primjer, da ne znam, Google radi na nekom tajnom projektu, ali poenta firmi koje su na berzi, jako je teško ti da na firmi koja je na berzi, koja je transparentna, tako koja je otvorena, da radiš kao neki sada super secret projekat koji će sada da nešto napravi neko čudo. Znači, super informacija je vezana za trading floorove, ona nije vezana za insajdersku informaciju koja je uglavnom vezana za equity. Znači, equity ti je, znači, ko je pravilno? Mislim, to sada na Balkanu oko što je ono mora vodova, ali tamo je to jako striktno. To je, znači, ako si ti direktor u Google i imaš informaciju, znaš da će sutra da skoče akcije, ti tu informaciju ne smeš da podariš visoki. Valjom toga, do momenta kad imate, znači, tačno se zna tada, kada se predaje ko širi tu informaciju, znači, zato imaš PR agencije, to je sve jako kontrolisano. Zašto? Ideja je da niko na tržištu nema prednost. I to se relativno dobro poštuje. Naročito, zašto je američka berza ima, često se to povezuje sa multiplima, pa zato što je jednostavno najtransparentnija. I kazne za tako nešto su rigorozno. Jednostavno, mislim, tamo su zatošli po Evropi, to je već malo drugačije i zato je sve radikalno drugačije. A superna informacija je kada imaš informaciju koju niko ne zna, a nije insajderska po zakonskoj definiciji. Molim? Pa vidi, to je mnogo puta vezano. Znači, mnogo puta je vezano. Zato ja kažem, imati informaciju te vrste je komplikovano. А дали ви имате такви информации? Molim? Дали ви Više имате? ne. Више не. Ne, pa Онда на кој принцип ги давате акциите, што ги ставате? Пошто вие кажувате дека ако немаш супериорна информација, дека не можеш да Mislim, тргуваш. mene ništa nisi shvatio. Ja pričam radikalno investiranju i tradingu. Ja više nisam trader. Не, ама давате у кои А фирми сами да да се си- инвестира. Odakle dolaze ove ideje? Ovo je, na primjer, Aileen je došao konkretno od jednog mog kolege, starog, koji je radio za JP Morgan, koji sada radi Тој za jedan тоа е hedge fund. кривично дело, значи не може да излават ни информации ни од хедж фонд, ни од... Ja ne mogu, meni prijatelji iz hedge Не, fonda он прави кривично дело. To je totalno, ajmo pogrešno, nešto ja i ti ne razumem. Moj druga radi za hedge fund, on je partner tamo, njegovi hedge fund. Да. I on je mene zvao i rekao, pogledaj, ja ne Ама не, ви кажете да од JP Morgan ви таа информација. Тако има и еден newsletter, и едно скриншот, и тоа са недавно. Apsolutno, analitičar iz JP Morgana može sa mnom da priča o bilo kojim akcijama. Analitičar u JP Morganu nema ni jednu insajdersku informaciju. Jer znaš šta je, insajderska informacija nije vezana za JP Morgan, ona je vezana za Iron. Kapiraš? Nije meni niko iz Irona pozvao i rekao, ej, mi ćemo sad da napravimo, objavit ćemo nešto i akcije ćeš skočiti 30%. Ja sam pričao sa kolegom iz JP Morgana koji radi na tome. To je informacija, on ima pravo, bodaju sa bilo kim. Kao, imaš 300.000 ljudi, znači ljudi, svaki analitičar ima pravo da diskutuje sa bilo kim svoju analitiku. Equity analitičar, apsolutno legalno, jer on nema ni insajdersku informaciju. Znači, JP Morgan analitičar po zakonu ne sme da ima insajdersku informaciju. Zato što osoba iz Irona ne sme to da mu kaže. JP Morgan има закон дека не смеат аналитичарите да изнасят информации назад. Ја мислам вие дека треба тоа да го знаете ако сте работиле таму. JP Morgan analitičar koji analizira firme, ne može to sa kolegama, pa mi na konferencijama samo to radimo. Ne znam, pokaži mi taj zakon. Znači, ajmo samo da budemo jasni. JP Morgan, equity analitičar koji analizira banking, ne može da diskutuje neku svoju, pa svi znaju on prati. Ви каже да е супериорна информација да ви каже на вас пример купи Pinterest. Ne.
Sad sam mi objasnio šta je informirana informacija. Superna informacija nije vezana za equity tržište. Superna informacija je vezana za commodities, za stvari koje se dešavaju u geopolitici, ono što će uraditi na nekom nivou i nego ko će doći u veliku instituciju и дати ту информацiju, конкретно у Америци. Сасвим легално. Врз база на кој принцип ја ставивте Pinterest у нюслета? Кој? Pinterest, врз база на која информацiju сте ставили? Isto. Pinterest, sad mislim da će biti preuzeta. Biće takeover of Pinterest. Од дека имате таа информација? Jednostavno vidi takva je firma, svi pričaju o tome, svi analitičari sad smo bili. Јас пробувам да дознам кој е ваш competitive edge. Nemam nikakav. Nema. Trenutno nemam nikakav kompetitiv. Окей. Da. Прашање. Molim? Ništa rečemo, ja. Ako misli da tako funkcioniše, da mi ne imamo neke informacije, pa kao mi kažemo, apsolutno. Ja da imam konkretnu informaciju, da neko preuzima Pinterest, ne bi smeo da kupim akcije Pinterest. To je. Imam dva pitanja. Ali ima 30 firmi koji trenutno gledaju Pinterest da je potencijalno kupe i na osnovu toga mislim da će neko kupiti ovo sledeće 2 godine. To je pretpostavljeno. Ама тоа е чиста шпекулација. Окей. Ali, Па оти вие викате дека сте инвеститор, а не сте шпекулација. Сега по... ali jesi прочитao zašto smo investirali u Pinterest? Jesi прочитao nju? Да, цело време го пратам. Јас сакам да знам на Балканот што се дискутира. Znači, Ама јас сакам да знам. Ja mislim da je Pinterest super investicija ovako, ali postoji taj jedan katalist da će ga preuzeti. Дали тај newsletter е препишан од Seeking Alpha? Ne. Колку посто сте си? Određeni delovi Seeking Alpha je fenomenalan to. I moja Не, дали вие ги препишувате од Seeking Alpha? Čitam neverovatno mnogo sa Seeking Alpha. Imam 2 jako dobra prijatelja koje rade newsletter nam. Hvala Bogu. I svi dobijamo informaciju da to ćemo. Да те прекинем, Повеќе. так sad не приспало си во случај. Имам два питања. Прво питање е ово се нови неки тренд око инвестирање у метар квадратни некретнина. Шта ви мислите о томе? Прво питање. А друго питање, видим да цела повелици и дискусија е око како да даш, перцепција е да сви овде знају ово инвестирање. Јас, за пример, почетник и дошла сам да малу више сазнам, се опасало око овие дефиниции и тако, и ставно отворили пратикас око овој S&P 500, тачно сум па. Фондови, а овде ке сте ви причали, кажете, овде кажете, ние го има саботуе го ја. Ja ti pričam, mi imamo, ja kad kažem mislim na moje prijatelje i mene, da taj community gde sam ja, ljudi s kojima sam ja družim, da. И цимо, што тоа значи, на пример, хочу да се знам кои су кораци за почетника, шта ја, како да се уклучимо ове S&P или ове... Pa prvo morate da otvorite brokerski račun. Znači prvo morate da otvorite Дали тоа апликација, те се тоа, дали су банки, дали значи, Как можете тоа овако за почетнike да... Не, апсолутно. Некој којата да гасите, што тоа дали ми можемо vama... Evo samo da se vratimo na prvo, zaboravit ću prvo pitanje. Znači tokenizacija, pitali ste da li treba kupovati kvadrat po kvadrat, takozvanu tokenizaciju. To je ta tokenizacija, to je ideja da se svi aseti, bilo da su to hoteli, firme i tako dalje, pretvorite u te digitalne tokene koje ćete vi moći da lako kupujete i prodate. I onda je kao ideja, kao što je ovaj REIT Vici, da dođete do neke ideje da umesto da kupujete akcije Vicija, da kupite taj token na neki način. To je sada kod nas, ljudi koji rade koji su vezani za AI, tvrde da će sve biti tokenizovano za sledećih 20, 30, 50 godina. To ćemo videti. A što se tiče ovog drugog pitanja, to vam je pitanje, imate, znači samo je pogledajte koji su licencirani brokeri ovde, kako se zove, u Makedoniji i vidite ko ima pristupa stranim tržištima. To vi bolje znate od mene, tako ko ovde, i možete jednostavno da plasirate novac u S&P 500 indeksu.
ništa. Интернет брокери дaju Znači, licencirani brokeri, znači brokeri koji su licencirani u Makedoniji, znači veoma jednostavan princip, oni koji su licencirani ovde imaju pravo da imaju vaš novac, taj novac oni u vaše ime kupe, ne znam, ili na lokalnoj kerzi, ili na bilo kojoj. Какво оставиш да ми сами лучуме проценjujemo gde i kako srok. Pa kažem, ako kupite taj indeks fond, tu gde je 500 akcija, tu je 500, tu nema nikakve odluke, tako? Da. Ako krenete u individualne akcije, to je neka druga priča, da. Уште едно прашање имам можност да поставиме, за жал ке мора да го завршиме панелот и да доделиме главната награда, да видам кој најбрзо ќе крене рака за да постави прашање. Ајде. Ој. Прашање до Иван лично. Повеќе. Ми интересира колку години работите со Prime Class, Master Class и кој ви е просечен годишен принос да се... Одлично прашање. Мислам дека на едно не свеам да одговорам, ти е дел од прашањето за на крајот, после ово. Да, може да се почне да се загреват, значи последното прашање за историјата на мастерклас, може да сача да биеш што во трка. Да. Сите резултати, значи сега, на сите ви кажувам, primeclass.mk /b next напишете, оставете го ме. Ќе ви стигне се бесплатно. Од кога постоje цело време моето портфолио, целосно со стейтмент, сите трейдови од на Discord што се ставени за 2023, 2024, 2025 се јавно достапни. Јас сум фул транспарентен секојаш за секоја работа. Така да, оставете го вашиот мејл и на мејл ќе ви стигнат сите информации, сите овие прашања што ги имаш точно детајли. Фала ти. Тоа е тоа, сега мислам дека може се громогласно се на плас да ги поздравиме учесниците на овој панел. Ѓорги, а скриншото? За жал не сме мој. Еј, што си ти? Што си Мислам ти? дека беше доволно. Добро, окей. Ајде, јас би сакал сега, слободно може да е готово веќе, имате врска на мина, сега ќе го доделиме главната награда. Уште еднаш фала ви, Владимир фала, Иван фала, Мими фала. Фала ти на тебе. Мислам дека бевме конструктивни, имаше соочување на мислење што е многу битно за секој да донесе свој став на крајот денот.